Повеќе години наназад еден од најзначајните музеи и споменици во Македонија, познатиот Македониум или споменик Илинден во Крушево, се наоѓа во незавидна состојба. Дел од витражите се искршени, металната конструкција на која што тие се поставени е корозирана и во споменикот течи вода кога врне. Сега пак, освен од витражите, вода и влага започнала да навлегува и преку пукнатините кои што се појавиле на самата бетонска конструкција на објектот. Таму со години се работеше, ама како да ништо не е направено. Единствено лани комплетно се промени и реновираше подот на музеот. За годинава спомнав имаме 2 милиона денари, че работиме на бетонскиот дел на дворешно фирма да го заштити со најсоодветни материјали. Некој ние го решивме некако то продирањето на влагата, но сега затоа ние ќе ги насочиме овие пари на тој проблем да го решиме. И ќе го решиме. Тоа е битно да се затвори, да нема продирање на влага во објектот. Музеот, кој што е завршен со градба во 1974 година, се состои од повеќе целини кои што започнуваат од платото на Гумење и кои водат се до главниот споменик, каде почиваат останките на нашиот великан Никола Карев. Но и амфитеатарот, кој што се наоѓа пред споменикот, е во крајно лоша состојба, особено керамичкиот дел, кој што е дело на нашиот уметник Борко Лазески. За реконструкција на витражите се планира да бидат вклучени експерти од Полска. Сега во јуни ние поднесуваме пријава со поголема сума на пари, значи Министерството нека се одлучи, ако сака да се реши проблемот со Илинден, значи мора да се почне темелно и втора фаза почнуваме со реализација на витражите. Консултацијата на полските експерти, значи тие многу стручно му пристапуваат на проблемот и предлагаат решенија кои би го решиле тој проблем за многу долг период. Исто и со керамиката. Значи после следува керамичкиот дел. Во ваква или слична состојба се наоѓаат голем број наши музеи и споменици, што само уште еднаш докажува дека државата многу повеќе треба да се грижи за нашето културно и историско наследство, кое што пак е темелот на нашиот идентитет.